Нови 5 милиони евра од Европа и дополнителни близу 1 милион од Министерството за локална самоуправа им се достапни на општините за решавање на приоритетните проблеми од кои зависи квалитетот на животот на граѓаните. Повикот е објавен и ќе биде отворен до 30 декември. Условот е проектите да понудат нов начин на решавање на проблемите во општините. Со иновативни решенија да ги подобрат постојните или пак да креираат нови локални услуги. Информираат од Министерството за локална самоуправа. Ова на нов тест ги става капацитетите на општините кои треба да понудат квалитетни и издржани проекти. Колку општините од истокот се подготвени да го направат тоа? Општината има капацитет кадровски да одговори на сите оние барања да се изработат апликации, проекти со кои што ќе аплицираме до сите европски фондови, така да во таа смисла, еве јас можам само да кажам дека веќе имаме ние готови проекти, готов проект кој што е многу повеќе по процената вредност од оние 5 милиони евра и кој што секако е приоритетен и од исклучителна важност за сите граѓани. Општина Македонска Каменица има изготвено проектна документација, речиси за поголем број за решавање на инфраструктурни проекти, конкретно за преку локална самоуправа и Бирото за равномерен регионален развој и повикот кој што следи, сме целосно подготвени, меѓутоа приоритетите дополнително ќе се утврдат и ако веќе приоритет ставаме на изградба на инфраструктура во индустријската зона. Со проекти во ФИОКа и подготвеност да земат дел од европските пари се пофалија и од останатите општини. Ние еден концепт имавме разработено, значи да изградиме една онлайн платформа за издавање на документи без физичко присуство на луѓето. Општина Делчево во моментот има подготвено 29 инфраструктурни проекти. Побитни од тие проекти се имаме градски зелен пазар, кој што имаме финанска конструкција за прва фаза, така да мислам дека како општина сме подготвени за да можеме дел од тие средства да ги искористиме и уште еднаш ќе повторам на секој може начин да го подобриме квалитетот на животот на нашите сограѓани. Досега голем број проблеми во општините се решија со пари од европските фондови, но генерално нивната искористеност и понатаму е релативно мала. Имено од ИПА-1 програмата од 642 милиони евра искористени се само околу 300. Од ИПА-2 програмата од 362 милиони искористени се само 151. Причините за неискористеноста на европските фондови се главно во ненавременото програмирање и слабите административни капацитети. Најслаба искористеност покажуваат секторите транспорт и животна средина, каде што и најмногу пари и се потребни на државата.